Во која држава живее министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој со рекламен спот се фали како неговото министерство придонело за 6 месеци да се намали корупцијата за вртоглави 22%, наспроти кажувањето од меѓународната заедница, а последно од американската амбасадорка Агелер, кои вела дека Македонија тоне во корупција и тоа е системски проблем, но министерот Спасовски има друга перцепција, а и конкретни бројки спакувани во видеозапис. 47 кривични дела, кривично пријавени 80 сторители и материјална штета на 92,7 милиони денари. Злоупотребите на службената положба со коруптивни елементи, 26 несовесно работење, 9 кривични дела, примање подкуп 6, давање подкуп 4, по едно кривично дело перење пари и други придонеси од казниво дело, како и поттикнување во врска со злоупотреба на службена положба и овластување. Додека министерот Спасовски гледа со розови очила и се фали дека корупцијата е намалена, американската амбасадорка во Скопје Анджела Агелер корупцијата лоцира како најголем предизвик со кој Македонија се соочува. Тоа е одговорност на судството и секоја влада и да бидеме искрени кон граѓаните. Корупцијата не се случува сама од себе. Не можам само јас да бидам корумпирана. Тоа е производ на одлуки на поединци, на граѓани и официјални лица. Искрено се надевам на вистинска промена. Амбасадорката Агелер уште кога ја презеде функцијата беше збуната од изборот на првиот човек на организиран Исламабази, кој има лични и пријателски познанства со лидерот на ДОИ Али Ахмети. Низа коруптивни скандали ја тресат Македонија. Само последниве месеци случајот Бехтел Јенка, струшкиот градоначалник кој е на американската црна листа, австријскиот амбасадор Георг Вуцас, кој обвини за корумпирани суди и обвинители, незаконското разрешување на поранешната председателка на судски совет Весна Дамева, листата нерешени скандали за корупција кои датираат од поодамна е многу подолга. Во однос на јавните набавки минатата година склучени се договори вредни над 400 милиони евра, во кои има само една понуда, односно во секоја трета постапка се избира единствената понуда, говорат резултатите од извештајот за корупција за ланската година на Центарот за граѓански комуникации.